Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. И денеска ќе другаруваме во овој мај 17 вторник. Денеска е време кога повторно ќе бидеме заедно во ова наша утринска програма. Верувам дека сте добро и еве за кој миг ќе ја започнеме нашата емисија после една убава христијанска песна. Na 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 Колку тешко беше, Боже, кога не те познава, какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија, татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секога. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секога.
последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести, на тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, Тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, Тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, Ти го давам да е Твој, јас те молам, земај го, од корен Ти промени го. Никогаш не ги натрупувајте вашите денови и ноки со банални и неважни работи, бидејќи нема да имате време да се соочите со вистинските предизвици која ќе дојде време за тоа. Еве со ова мудра мисла ја започнуваме ова наша програма, ова наша утринска емисија. Почитувани гледачи, добре дојде на сите кои се вклучивте во меѓувреме и ја следите ова наша денешна емисија. Како веќе што спомнавме на почетокот, денеска е вторник, 17 мај, 137 ден во годината или уште 228 денови до крајот на ова календарска година. Сонцето изгреа во 5 часот и 12 минути, а истото ќе зајде во 19 часот и 46 минути. Уве зрачењето денеска ќе биде 8. Воздухот моментално во Кавадарци, според податоците на мерната станица, е загаден, така да бидете внимателни. Инаку утро во 8 на релативно топло во Кавадарци, плюс 10 степени. Што се однесува до временската прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево и топло време, дури и жешко, попладне со мала до умерена локална облачност. Кон крајот на денот претежно во западните делови ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Температурата денеска ќе достигне највисока во Гевгелискиот регион до 32 степени. Во Теквишијата ќе имаме од 11 степени до 31, во Беровскиот регион од 7 до 25, во Кумановскиот од 8 до 28, исто ќе биде и во Скопје доста топло, од 11 до 31 степен. Посвежо ќе биде во западните делови, Тетовскиот регион, Гостиварскиот секако од 8 до 22 степени и во Охридскиот од 11 до 25, каде што се можни грмежи и локален дожд. Во Пелагони со така ќе има грмежи и локален дожд од 11 до 29 степени. Како што може да приметите, денеска ќе имаме навистина топол мајски ден. Што се однесува до температурата и прогнозата за утре, малце ќе има заладување за кој степен, значи температурата ќе падне, нависоката ќе биде до 27, но ќе има, значи ќе биде променлива облачност со локални врнежи од дожд, особено во западните делови, каде на места ќе бидат и поројни. Ќе дува северен ветер и затоа температурата ќе биде за кој степен пониска, но следете нашата програма, утре ќе пренесеме повеќе детали за прогнозата за утрешниот ден, што се однесува секако. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, ти информира дека сите државни патишта се отворени за сообраќај и сообраќајот се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата држава.
Autoмотосојузот на Македонија препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патишата низ котлините, речните долини и клисурите, каде што има можност за одрони, а такви места се, како што и сами сигурно знаете, делниците од Катланово кон Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Што се однесува до сообраќајот по градовите, тој се уште го има, бидејќи луѓето заминуваат се уште на работа, но бидете внимателни кога поминувате низ пешачките премини, кога возите, почитувајте ги пешаците, зашто тие секогаш имаат предност. Што се однесува до рубриката на денешен ден, почитувани гледачи, еве ќе спомнеме дека денеска е вторник, како што спомнавме, 17 мај. На денешен ден се случиле овие настани. Крали Марко, 1395 година, значи Крали Марко, според доста сиромашните историски податоци, загинал како турски вазал во битката на Ровина против влашкиот војвода Мирче. По погубувањето на неговиот татко во 1371 година во битката против турците кај реката Марица, продолжил да владе со областите околу Призрен, Скопје и Прилеп. Епската поезија, таа легенда, значи Крали Марко една врста легенда, го идеализира како пример за храброст, витештво и честност и како заштитник на послабите. Тој е еден од најчесто опејаните личности во македонските народни песни. Во Прилеп, во центарот, има голем споменик на Крали Марко. Има многу легенди, многу приказни поврзани со оваа личност. На денешен ден, 1749 година, роден е англискиот лекар Едвард Дженџер, пронаоѓач на вакцината против големите сипаници, втемелувач на модерната имунологија. Неговата вакцина набрзо била прифатена во целиот свет како сигурна заштита од смртоносните големи сипаници. Верувам дека секој од нас прележал еден врста на сипаници, тие се, да кажеме, и нормални се појавуваат во животот на децата, но еве овој човек, овој доктор, роден е 1749 година, ја пронашол вакцината против големите сипаници и втемелувач на модерната имунологија. 1809 година францускиот цар Наполеон први издал декрет со кој присвоил папски територии. Добро, 1866 година умрел францускиот композитор Ерик Сати, противник на имперсионизмот и поборник на специфичниот упростен музички израз. Дела, балетот, што ги напишал, природа, ладни парчења, исушени ембриони, три парчења во облик на круш и така натаму. Тоа се дела на овој француски композитор Ерик Сати. 1951 година основана била Матицата на иселениците од Македонија. Еден интересен податок, 1957 година на денешен ден Египет им забранил на израелските трговски бродови премин преку Суетскиот канал. 1974 година на денешен ден во 3 експлозии на автомобили бомби во центарот на Даблин загинале 32 лица. 1995 година на председателските избори во Франција победил Жак Ширак. Добро, еве нешто поврзано можеби за нас, но на жалост немаме некои такви податоци поврзани, но еве што веќе го споделам. 2009 година објавени биле резултатите од парламентарните избори во Кувајт, врз основа на кој за прв пат во историјата на таа земја меѓу 50 пратеници се наоѓаат и 4 жени. На жените во Кувајт во 2005 година им било дадено правото да гласаат и да бидат избрани. Еве, почитувани гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Поздрав до сите вас кои не следите во Македонија, но и во странство, во европските држави, но и преку океанските држави во Америка, Австралија
i v drugi mesta. Odime ponatamo so pesna i ke se vratime povtorno v živo v našete programa. You surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. And I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. And I've seen many searching for answers, far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. To us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I am a child of God. I am a child of God. Evo nepovtornovo programa, poštovani gledači, vi sledite utrinskata programa na radio Glas na nadešta. Sveko utro gdje se družime zajedno so ova programa, što emituvame tokmu za vas. Сега bi sakal da raskažem jedna kratka prikazna za naše najmladi gledači, za naše deca.
Poučna prikazna za nepobedljivost. Nekogaš mnogo odamna si živel jedan golem samuraj. To se golemi vojni ili borci. Koga ostarel se povlekol i gi podučoval mladite za životot. Iako vek je star, se ušte za nego se zboruvalo deka nikoj ne može da go pobedi. Jedan den se pojavil vojn rešen da mu je zeme slavata na stariot samuraj. Vojnot ne bil počitovan protivnik zato što za nego se znalo deka se koristi so nečesnost i provokaciji samo za da dojde do pobeda. Vojnot se ispravil pred stariot samuraj i mu upotil predizvik da si gi odmirat silite vo borba, vo bitka. Učenicite na samurajot se voznemirile od drski od predizvik, no starecot ostanal smiren. Vo večernite časovi lokalni od ploštat pocrnel, bil poln od narod. Site slušnale za predizvikot i došle da vidat koji ke pobedi. Štom zastanale pred nego, odnosno štom zastanale jedan sprotiv drug, stariot samuraj i mladiot vojin, započnal mladiot vojin da go navredova po stariot i da go ponižuva i da go provocira stariot učitelj, no starecot ostanal smiren i ne sakal da se tepa. Gomaval so kamenja, plukajki go vo lice izrekol mnoštvo navredi, duri gi navredil i njegovite predci. So časovi se obiduval da go izvedi od ravnoteža, no starecot bil smiren. Docnavo nokta, istošten od sobstvenata zloba, vojnot go priznal neuspehot i si zaminal. Togaš učenicite, koji cel den vrijele od gnev i so ogorčeni srca go gledale i smejuvanje to na slavni od samuraj, se sobrali okolo nego i go prašale: Učitelu, kako možete da go istrpite seto toa? Zašto ne vlegovte vo dvoboj, za da si ja zaštitite česta duri po cena toa da izgubite? Ako nekoj dojde kaj tebe so podarok, ti nego primiš čije podarokot, im odgovoril so prašanje stariot mudrec. Na toj što ti go dal podarokot, odgovorile učenicite. Isto to važi i za zavista, gnevot i navredite. Koga negi prifakjaš, produžuva da mu pripagjat na toj što gi nosi so sebe. Eve stariot mudrec, ovaj samuraj kako im odgovoril na svojite sledbenice. No istina, neka i ovaj den, ako bideme v situacija da ne nekoj provocira, koliko što stoji do nas, da bideme smireni. Ovoj starec ne vozvratil na mladi odvojen. Može bi je izgubil bitkata, no to je naučil životna lekcija u životu da bide strpljiv. I zato ovdje to je rekao, isto to važi i za zavista, gnevot i navredite. Ako negi prifatimo od drugite što nas ne navredovat, ti ustanuvat, vracete na onoj drugi od. Neka navistina ova misla ne prati i site nas, kako i decata, taka i postarite. Evo svega nekoliko kapke na mudrosta, počtovani gledači, što gi prigotviv za vas ova utro. Kako što oblacite go pokriva sonceto, taka lošete misli razumot. Neka izborot koji go pravite bide odraz na vašite nadeži, a ne na vašite stravovi. Blagoslovini se krotkite luge, znači blagoslovini se krotkite luge, zašto tije ke bidat naslednici na zemljata. Mnogo problemi na svetot bi gi nemalo koga bi zboruvale jedni su drugi namesto jedan za drug. Mnogo je lesno da poraziš nekogo, no mnogo je poteško da go pobediš. Kako što ognot ne se gasi so ogan, taka i zloto ne se gasi so zlo. Ne se site budni koji imat otvoreni oči. Verata je raka koja go prifakja Božijot dar. Eve, to bi ja počitovani gledači nekoliko kapki na mudrosta za ova utro 17. maj, vtornik 2022. godina. Ova utrinska programa, počitovani gledači, ki bide malko izmeneta, сега ќе ја прочитам утринската порака, утринскиот текст, а потоа ќе одеме со една песна и ќе ви најавам една рубрика, бидејќи денеска е 17. мај, посветен ден, односно посебен ден
кој во медицината е наречен ден на хипертензијата. Затоа ќе кажем неколку воведни зборови после утринската порака, односно после песната, и ќе ја најавам госпоѓа Ана Иванова, која во наредните минути ќе зборува токму за значењето на хипертензија, тоа е за високиот крвен притисок. Ајде сега да ја проследиме утринската порака, односно утринскиот стих, а потоа ќе одиме со песна. Денеска утринскиот стих го наоѓаме во Матеј 22 глава 37 до 39 стих. А Исус му одговори: возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Возлюби го својот ближен како себе си. Целокупното дело на благодат е постојна служба од љубов, служба на самооткажување и самопрегор. Во секој миг на Христовиот престој на земјата, од него како незапирлива река се излева Божјата љубов. Сите што се исполнети со неговиот дух ќе сакаат онака како што сакал тој. Во истото начело што го движило Христа ќе бидат вдахнати и тие во сите своји меѓусебни односи. Ова љубов е доказ за нивното учеништво. Кога луѓето се поврзани меѓусебно, не со сила или со лични интереси, туку со љубов покажува дека действува под едно влијание што е повозвишено од секое човечко влијание. Таму каде што постои такво единство, тоа е доказ дека во човечкиот род е обновен Божиот лик и дека им е всадено ново животно начело. Тоа покажува дека во божествената природа постои сила што може да им се спротистави на природните сили на злото и дека Божјата благодат ја победува себичноста својствена на природата на човечкото срце. Кога нашето јас наполно ќе се загуби во Христа, љубовта ќе се појави спонтано, без ние да бидеме свесни за тоа. Тогаш кога во нашето срце постојно ќе се јавува желба да им помогнеме на ближните и кога на нашето лице ќе се покаже небесната светлина што ја исполнува нашата душа, ние постигнуваме совршенство на христијанскиот карактер. Не е можно срцето во кое живее Христос да биде скудно со љубов. Ако го љубиме Бога затоа што тој прв не љубел нас, ние ќе ги љубиме и сите за кои Христос умрел. Не можеме да се поврземе со Божественото ако едновремено не се поврземе со човештвото, зашто оној кој седи на престолот на Вселената се соединило човечкото со Божественото. Поврзани со Христа, ќе бидеме поврзани со нашите ближни, со златните алки на синџерот на љубовта. Тогаш во нашиот живот ќе се покажат истото сочувство и сожалување што ги покажал Христос. Ќе ни биде исто толку природно да им дојдеме на помош на сиромасите и на страданите, како и на Христа, што му било природно да оди и да прави добро. Божиот закон бара човекот да го љуби Бога над се, а својот ближен како самиот себе. Кога со помош на благодата на нашиот Господ Исус Христос дојде до целосно исполнување на ваквото нешто, ние ќе бидеме совршени во Христа. И тоа беше утринскиот текст кој денеска го прочитавме од Евангелието според Матеја 22 глава 37 до 39 стих. А Исус му одговори: возлюби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со целиот свој разум, возлюби го својот ближен како себе си. Тоа се тие две заповеди што Исус ги кажал, не се тие нови, тие се вткаени во 10 заповеди, бидејќи првите 4 заповеди го регулират нашиот однос кон Бога, а останатите 6 односот човек кон човек. Така да нека и ова мисла денес не прати сите нас, почитувани, гледачи, да го љубиме Господа, да го сакаме, а исто така и нашите ближни кои се околу нас. Спомнав дека денеска е ден посветен на хипертензијата. Така да, еве неколку само реченици пред да ја пуштиме госпоѓата Ана и да го слушнеме низиното излагање. Значи, секоја година на 17 мај се одбележува Светскиот ден на хипертензијата со цел да се едуцира јавност и да се зголеми свеста за високиот крвен притисок. Навистина, високиот крвен притисок може да предизвика оштетување на повеќе органи во човечкото тело уште пред да се развијат симптомите. Доколку ваквата состојба не се третира, постои можност за
попреченост во одвивање на секојдневните активности, намален квалитет на животот, како и срцев удар со фатален исход. Еве, ќе одиме сега, мислам, од режимште со една песна, а потоа ќе слушнеме и госпоѓата Ана Иванова со низиното излагање во наредните 30 минути. Драги гледачи и приятели, денес 17 май 2020. Драги гледачи и приятели, денес 17 май 2022 година е Светски ден на хипертензија. Денот кога се посветува внимание на болесната состојба хипертензија или висок крвен притисок насекаде во светот. Што е хипертензијата? Крвниот притисок е всушност силата на крвта против зидовете на артериите на телото, кои са главните крвни садове во телото. Хипертензијата или високиот крвен притисок е хронична медицинска состојба во која крајниот притисок во артериите е покачен. Крвниот притисок во артериите е покачен. Поради ова покачување на притисокот, срцето треба да работи понапорно за крвта да може да циркулира низ крвните садови. Крвниот притисок има две вредности: систолен и диастолен притисок, кои зависат од тоа дали срцето е контрахирано, тоа е систола, или релаксирано, тоа е диастола. Нормален крвен притисок во умирување е 120 на 80 мм живачен столб. Според Светската здравствена организација СЗО, хипертензијата се диагностицира ако кога се мери во два различни дена, очитувањата на систолниот крвен притисок во двата дена е поголемо или еднакво на 140 или диастолниот крвен притисок во двата дена е поголемо или еднакво на 90. Или напишано општо 140 на 90. Световната здравствена организација препорачува над 140 на 90 да се започне лечење со лекови, като кога има кардиоваскуларни болести, таа граница е 130 на 139. Или кога има кардиоваскуларен ризик, диабетес мелитус или хронично заболување на бубрезите. Хипертензијата се класифицира на два вида: примарна или екзистенцијална хипертензија и другата е секундарната хипертензија. Околу 90-95% од случаите се од првиот тип, примарна хипертензија, што значи висок крвен притисок без да има очигледна медицинска причина. При секундарната тогаш имаме или болести на бубрезите, на артериите, на ендокринниот систем, и тоа са 5 до 10% од случаите кои ги имаме.
И еве няколко ключни факти, обявени на страницата на Светската здравствена организация. Хипертензията е сериозна медицинска состојба, која значително го зголемува ризикот од срцеви, мозочни, бубрежни и други болести. Се преценува дека околу 1 милиард и 228 милиона возрастни луѓе на возраст од 30 до 79 години во светот имат хипертензија, повеќето 2/3 живеат во земји со низок и среден приход. Исто така се преценува дека 46% од возрастните со хипертензија не се свесни дека имат таа состојба. Помалку од половината од возрастните, 42%, со хипертензија се диагностицирани и третирани и приближно 1 од 5 возрастни, или тоа е 21%, со хипертензија ја имат под контрола. И хипертензијата е главна причина за преранна смрт во светот. Сето тоа наведува на размисла дека треба да се преземат мерки за превенцијата на хипертензијата, диагнозата и третманот. Кои се ризичните фактори за добиването на хипертензија? Има два вида. Едните са фактори на кои може да се влијае, и тоа е кога ние примаме нездрава храна, прекомерна потрошувачка на сол, исхрана богата со заситени масти, трансмасти, низок внес на овошје и зеленчук. Физичка неактивност, консумиране тютюн, всъщност пушене и алкохол, прекомерна тежина и дебелина. Фактори на ризик кои не можат да се променят, всъщност тоа са семейната историја на хипертензија, со возраста исто така над 65 години, исто така болести като диабетес и бубречна болест, кои са заедно могат да се појават. Кои са симптомите на хипертензијата? Таа се нарекува тивок убиец, зашто повеќето луѓе не се свесни за проблемот, бидејќи тој може да нема симптоми во почетокот. Поради ова причина, необходно е редовно да се мери крвниот притисок. Даже и кога немаме симптоми. Кога се појават симптомите, тие може да вклучуваат главоболки рано на утро, крварене од носот, неправилен срцев ритам, промени во видот и зуене во ушите. Тешка хипертензија може да предизвика замор, гадење, повраќање, конфузија, анксиозност, болка во градите и тремор на мускулите. Единствениот начин да се открие хипертензијата е здравствениот професионалец да го измери крвниот притисок. Меренето на крвниот притисок е брзо и безболно, и ако и луѓето да можат сами да го мерат својот крвен притисок дома, најдобро е да има еволуција од здравствен работник, за да може да се направи преценка на ризикот и дали има други заболявања во тој момент и дали тие имат некоја врска со хипертензијата. Компилациите кои ги има при хипертензијата може да предизвикат сериозно оштетување на срцето. Прекомерниот притисок може да ги затврсти, да ги стврди артериите, намалувајќи го протокот на крв и кислород до срцето. Овој покачен притисок и намалениот крвоток може да предизвикат болка во градите, исто така наречена ангина. Срцев удар, кој се случува кога снабдувањето со крв во срцето е блокирано и клетките на срцевиот мускул умират од недостаток на кислород, е другиот случај. Колкото по-дълго е блокиран притокот на крв, толку е по-голема штетата на срцето. Срцевата слабост се појавува кога срцето не може да пумпа доволно крв и кислород до другите витални органи на телото. Неправилното чукане на срцето може да доведе до ненадејна смрт. Хипертензијата исто така може да пукне, да предизвика пукане или да блокира артериите кои го снабдуват мозокот со крв и кислород и да предизвикат мозочен удар. Покрај тоа хипертензијата може да предизвика оштетување на бубрезите, што доведува до откажување на бубрезите да работат. Што вклучва превенцијата од висок крвен притисок, тоа е според Световната здравствена организација.
То е намалуване на внесът на сол на по-малко от 5 грама дневно или то е една кафена лажица, ядене повече овощи и зеленчук, да се биде физически активен редовно, избегнуване на употреба на тютюн, намалуване на потрошувачката на алкохол, ограничуване на внесът на храна богата с заситени масти, елиминирането или намалуването на трансмастите во изхраната. Покрай мерките наведени от СЗО за справуване с хипертензията, и разговаряме и за други мерки, а нема да можем да изцърпиме сите можни мерки. Хигиенно-диетскиот режим може да намали кръвниот притисок, да намали потребата от лекови и да подобри кардиоваскуларниот ризик. Намалуването на внесот на сол на по-малко от 5 грама дневно, и както кажахме една кафена лажица. Сега во тая връзка ќе кажеме дека внесот на сол треба да се вземе предвид дека го има в природната храна, има доволно сол и нема потреба да додаваме допълнително. При обработката на природната храна, природните зачини се уништуват и за да се придаде вкус на храната, се додава сол. А ние тоа не треба да го правиме. Трябва да се ограничи преработената храна, зашто содржи допълнителна количина сол. Тоа го има во многу лебови, преподготвени сосови, коцки за супи, месо, саламурено месо, конзервирана риба и месо, конзервирана и пакувана супа, солени ореви и чипс, соев сос и мононатриум глутамат и многу други. Секогаш ја читајте содржината на преработената храна. Употребата на сол може да се замени со употреба на зачини като магданоз, оригано, пиперка, лук, афион. Исто така може да се користи сок от лимон, сусам, несолени јаткасти плодови и сунчоглед, за да додадеме вкус на нашата храна. Потребата од сол е навика, прашене на вкус и се зголемува со употребата на сол. Ако нашата изхрана е без сол, ќе почнеме да чувстваме дека храната е доволно солена, реагирајќи дури и на малки количина сол. Следното е јадене повеќе овошје и зеленчук, најмалку 5 порции на ден, тоа е според Световната здравствена организација. И таа изхрана овозможува високо ниво на калиум, магнезиум и калциум и исто така ограничуване внес на тотални заситени масти и умерено ограничуване внес на натриум. Тие са најдобри извори на калиум и природно го намалуват крвниот притисок. Постот со употреба на сокови е еден од најефикасните форми на лекување на хипертензијата. Посебно корисни са соковете од грейпфрут, црвена и црна брусница. Повеќето невролози и други лекари препорачуваат постене со користење на сокови 2 до 4 дена на секои 2 недели во текот на 6 месеци. Пиете 2-3 шоли билен чај, 2 чаши сок од суров зеленчук и чаша свеж овощен сок. Ова го нормализира и коригира повеќето нарушувања кои го зголемуваат крвниот притисок. Се препорачуваат сокови од зеленчук, тие са од моркови, од спанак, цвекло, сами или во комбинација со малку сок од крумит или лук. Можете да примените диета со лубеница за една недела или диета на овошје и ориз исто за една недела. Зеленчукот го сгответе на пареја, бидејќи при варенето се губи многу калиум и магнезиум кои са во него. Високиот крвен притисок подобро се третира со диета отколкото со лекови, бидејќи лошата исхрана е главната причина за неговото појавување. Следното е да се биде физички активен редовно, на редовна основа. Брзото одење 30 минути повеќе од 5 пати неделно е покажано дека го намалува ризикот до повеќе од 50 на 100 и намалува крвниот притисок до 10 степени. Дури и умерена активност е корисна. Изометријски, или тоа е вежбане со тегови,
и напорни вежби имат тенденция да го сголемуват кръвният притисок и е най-добро да се избегнат все додека кръвният притисок не е под контрола. Вежбането ги разширява кръвоносните садове и го намалува кръвният притисок. Возенето на велосипед по 1 час 3 пъти неделно в отекот на 10 недели може да го намали кръвният притисок за 13 поени. Студията, проведена на Харвард, покажува дека луѓето кои не вежбат имале 35% по-често висок кръвен притисок. Следното е избегнуване на употреба на тютюн. Луѓето кои се откажале да пушат, го продължуват своят живот или го забавуват появуването на сърцеви или мозъчни компликации за 50%. По споредба со луѓето кои продължуват да пушат. Кога се откажеме преди средна възраст во връзка с очекувания животен век, всъщност той става както на непушачите. Намалуването на потрошувачката на алкохол, според СЗО, трябва така да биде, но алкохолът го сголемува кръвният притисок и пациенти, кои консумират повече от 2 пиячки на ден, имат близо 2 пъти сголемуване на инцидентата на хипертензия с оние, кои не пият в успоредба. Връзката помеѓу консумирането на алкохол и хипертензията е линеарна и е най-голема кога консумирането на алкохол е повече от 5 пиячки на ден. Се твърди дека 1 чаша вино ќе ги подобри снабдуването со кислород во срцето, со што ќе се намали можноста за срцев удар, но студиите покажуват дека земането 1 или 2 чаши, пиенето на тия 1-2 чаши, доведува до спазъм на коронарните артерии, намалувајќи го протокът на кислород до сърцето, а от него до миокардният инфаркт или сърцевият удар патот е кратък. Поради това най-добро е да се прекине целосно приемът на алкохол. Алкохолът е протоплазматичен отров, па дури и кога е разреден, влияе на секоја клетка от нашето тело. Следното е ограничуване на внесот на храна, богата со заситени масти и елиминиране, намалуване на трансмастите во изхраната. Заситените или лошите масти доаѓаат од животински извори, како што са путер, сирене, месо. Тие трябва да се сочинуват по-малко от 10% според некои студии от дневните калории. Незаситените масти са познати и како добри масти и се наоѓаат во растителните масла и јаткастите плодови. Користите одредени растителни масла, като маслиново и масло от канола, наместо путер, наместо маст, наместо кокосово и палмино масло. Заменете ги заситените масти со незаситени. Най-добри извори на мононезаситени масти са маслиновото масло и путерот от кикирики. Омега-3 мастите се наоѓаат во сојата, оревите и пченичните никулци. Спанакот, броколата и карфиолот го съдържат во по-малки количини. Трансмастните киселини се наоѓаат во храна која содржи животински масти, като например млекото и месото. Трансмастните киселини го зголемуват нивото на лошиот холестерол, а го намалуват добриот холестерол. Първото, кое е най-щетно, всъщност това са намирниците богати на трансмастни киселини, а това са маргаринът и растителните масти, кои са обработени, кои са хидрогенирани. Исто така печените производи от масно тесто са най-богати на трансмастни киселини. Како да влияеме на високиот кръвен притисок? Еве некои други препоръки. Слабеене. Body Mass индексът от 30 додатно сголемува инциденцията от покачване на кръвниот притисок. Намалуването на тежината го подобрува кръвниот притисок и има корисен ефект връз инсулиновата резистенция, мастите и диабетичната контрола. За секој висок килограм над нормата, сърцето мора да пумпа кръв низ допълнително 1 км капилари. Истражуванията покажуват дека 2/3 от луѓето со висок кръвен притисок и прекомерна тежина
го намалиле кръвниот притисок, погубена на тежината. Храна која може да го намали кръвниот притисок, тоа ние добро го знаеме, лук и кромит. Много истражувања покажуват дека лукот го намалува кръвниот притисок, като проширува кръвните садове, но во истото време внесот на сол треба да се намали на 1-2 грама дневно. Се покажа дека лукот го намалува систолниот кръвен притисок со 20 до 30 степени, а диастолниот за 10 до 20. Кромидот има сличен ефект, бидејќи содржи простагландин и чрез тоа простагландин се намалува кръвниот притисок. Житариците кои се корисни са овес, ориз, леќа, тие са најдобри. Недостаток на калиум, постои докази дека исхраната со малку калиум може да доведе до висок кръвен притисок, дотека високиот внес на калиум намалува хипертензијата. Недостатокот на калиум предизвиква телото да задржува натриум. Тие треба да бидат во рамнотежа. Храна богата со калиум са бананите, компирот, броколата, доматите и сокот од портокал. Исто така лубеницата, сувото грозде, јаткастите плодови, пченични николци, датуми и семки од слънчоглед. Калиумот се губи ако исхраната е замрзната или конзервирана. Не се препоръчва суплементи от калциум, калиум и магнезиум, иако да постоят докази дека съответен внес, обезбеден преку исхраната, може да додаде позитивен ефект. Значи треба от природни неща да ги имаме тия. Извори на калциум са темнозелените лиснати зеленчуци, соя, моркови, магданоз, суви смокви и бадеми. Да го намалиме стресот е следната препоръка, зашто той го зголемува кръвниот притиск, бидејќи стимулира надбубрежните жлезди да лачат адреналин, како и функцијата на таламусот и лимфните јазли. Треба да избегнуваме стресни ситуации, лутина, завис, страв, болка, бидејќи тие го зголемуват кръвниот притисок. Брзото и бучно зборување го зголемува кръвниот притисок. Повеќето луѓе го зголемуват кръвниот притисок кога зборуват и по-добре е да се слуша отколкото да се зборува и тога се намалява кръвниот притисок. Разбира се, битно е што се слуша. Инсулин има връзка, некои истражувања показват дека придонесува за стврдување на артериите, бидејќи помага во формирањето на допълнителен холестерол, кој помага за задржување на водата од бубрезите. Луѓето со високо ниво на инсулин треба да се прилагодат на диета без сол. Билките кои можеме да користиме кога имаме хипертензија са глок, тоа са листјата, плодовете и цветовете. Имат ефект за намалување на кръвниот притисок, поради флавоноидите кои ги содржат и го намалуват нивото на серумскиот холестерол и го спречуват таложењето на холестерол на зидовете на артериите. Други билки кои може да се користат за намалување на кръвниот притисок са чајот од нане, жалфија и семки од лубеница. Холин, којто се содржи во жолчката на јајцето, сојата, оревите, пченичните некулци, мешунките, зелените лиснати зеленчуци и пивскиот квасец също са добри да се примат. Да се намали користенето на шекер, зашто прекомерното внесување на шекер може да биде причина за висок кръвен притисок. Треба да се избегне употребата на кофеин, зашто тоа е аденозин, рецептор антагонист, вазоконстриктор или тој свива кръвоносните съдове. Тоа е опијат којто припаѓа кон семејството на ксантините и го стимулира централниот нервен систем и првенствено ги мобилизира нашите механизми за стрес преку зголемување на шекерот во крвта, отчукването на срцето и кръвниот притисок. Ги зголемува масните киселини во крвта и заедно со стресното дејство врз организмот и зголемувањето на кръвниот притисок директно доведува до срцев удар. Статистиката покажува дека оние кои пијат силен чај и кафе не само што се повеќе склонни кон срцев удар, туку и са подложени на сите видове болести.
по-лесно се разболяват от други болести. Правилната облека също е важен дел от третмантът. Сголемуването на систолният кръвен притисок е забележено кога има настинка и така трябва да удържуваме иста температура на телото и на екстремитетите. Сонченето го намалува кръвният притисок. Максималният ефект се постигнува около 24 сата по сонченето и резултатите продължават няколко дена. Утвърдено е дека вегетарианците имат по-низък кръвен притисок, що е особено корисно во староста. Се покажа дека систолният и диастолният кръвен притисок са по-ниски кај луѓето кои са религиозно мотивирани и като заключок можем да ги наведеме следните изяви. Промената на изхраната и начинът на живот е много важна. Го намалува внесот на много лекови, може дури и целосно да елиминира потребата от нивната употреба на лековите. Важността на природното лекуване е нагласена от Националниот институт за сърце, бели дробови и кръв во САД. Се твърди дека промената на изхраната и целиот начин на живот трябва да биде най-важна, за да се покаже дали пациентите въобще трябва да користат лекови. Совет за начинот на животот трябва да се понуди като първа линия на третмант. Ова трябва да включи промоция на здрава изхрана, редовна физичка активност, прекин на пушенето и терапии за релаксация или да нема стрес, нали? Луѓето со диабетес или предходна коронарна болест трябва да добият и допълнителни совети. Здравата изхрана и редовното вежбане може да го намалят кръвниот притисок. Ние избираме дали да ги прифатиме препораките за добриот начин на живот и на тој начин да се заштитиме или да ја подобриме нашата состојба и да се излечиме. Во Соединетите американски држави е развиена програма за начин на живот со 8 принципи, вклучувајќи диета, вежбане, користене на вода, сончева светлина, воздржаност, воздух, одмор и доверба во Бога. Доколку сакате повеќе информации или имате прашања поврзани со хипертензијата, ви молиме да ни контактирате, може и преку Facebook страницата. И сега ќе кажеме неколку збора и за правилата за мерене на крвниот притисок. Да не пиеме кафе пред мерене, да не правиме напорни вежби и да не пушиме. Ако сме пиели алкохол или кофеин или сте вежбали во рок од 30 минути по меренето на вашиот крвен притисок, тогаш вредностите могат да бидат повисоки. Не треба да се яде или да се пие ништо 30 минути пред да го измериме крвниот притисок. Препоръчват да се изпразни мочниот мекур преди меренето. Треба да се мери во мирна просторија, да седнеме удобно на стол, со подпрен гръб, най-малко 5 минути пред меренето. Да ги ставиме двете стъпала рамно на земјата, да ги држиме да не са прекръстени и да подпреме раката со мажетата на масата во висина на градите. Прекръстуването на нозете и оставането на раката да отпадне на страна, наместо да се подпре на масата во висина на градите, може да го сголеми кръвниот притисок. Мажетата трябва да обфати повеќе од 80% од надлакатницата и долниот крај треба да биде 2 до 3 см над свитокот на лакотот. Треба да провериме дали мажетата за кръвниот притисок е прицврстена, но не трябва да бъде премногу тесна. Трябва да се остави простор, 2-3 пръста да могат да влезат под нея. Мажетата трябва да се стави на кожата на раката, а не над облеката. Не трябва да зборуваме додека се мери кръвниот притисок. Добро е да користиме дневник, за да си запишеме нашите мерења, да можеме да ги покажеме на лекарите, да се запише времето на мерене во однос на лековите. Не треба да заокружуваме, а треба да ставиме точните цифри кои сме ги измерили. Треба да мериме кръвниот притисок во истото време секој ден. Да се мери 2 пати со одмор 1-2 минути и треба да разговараме со лекарите, со тие кои ни лечат,
колко често трябва да го мериме, кръвниот притисок. Луѓето кои имат висок кръвен притисок, може би ќе треба по-често да го мерат, отколкото луѓето кои немат висок кръвен притисок. Да се измери на обете раце, на двете раце. Ако постои значајна разлика, треба да користиме раката за следното мерене кое е с по-висока вредност. Исто така, ако има значајна разлика во притисокот, забележен во десната и левата рака, може да сигнализира проблеми со циркулацијата, што може да доведат до мозачен удар, заболување на периферните артерии или други кардиоваскуларни проблеми. Британските истражувачи ги разгледале резултатите од 20 студии во кои били измерен крвниот притисок на двете раце. Луѓето со разлика меѓу двете раце од 15 поени или повеќе имали двојно поголема веројатност да имат периферна артеријска болест, кога артериите се затнати со холестерол во рацете, нозете или други делови на телото, кои се различни од срцето. Може да кажеме, че кога мериме во болницата има ефект на Белмантил, тоа значи дека можеме да получиме поголеми стојности на крвниот притисок поради возбуда, поради страв. Тоа го има, студиите са го видели тоа нешто. Редовно треба да го мериме крвниот притисок, за да можеме да го кажеме тоа на лекарите и тие да преценат како треба да ни лечат и какви совети да ни дадат. Благодариме за вниманието и се надеваме дека информацијата ќе биде корисна за вас. Почитувани гледачи, еве неповторно во живо во нашата програма. Ја проследивме госпоѓата Ана Иванова, која ни зборуваше за хипертензијата. Денеска е посветен тој ден токму на таа проблематика која сите ние доживуваме, тоа е високиот крвен притисок. Полека дојдовме до крајот на ова наша денешна програма. Пред да се одјавиме, би сакал да ви посакам секој добро, посебно на оние кои денеска прославуваат можеби роден ден. Бидете благословени и радувајте се на овој ден и на животот кој Господ ви го подарува. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои денеска не следевте. Ви се кажувам нова средба утре во исто време на исто ова место. Следете програмата и на YouTube каналот, бидејќи ова емисија се снима и може да ја проследите, односно да ја споделите со вашите пријатели и роднини. И посакувам секој добро од Господа и се гледаме утре во 8 часот и 30 минути. Пријатно! Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.